Граѓани утрово се јавиле во еколошкото друштво Вила Зора во кое што соопштиле, на кое што му соопштиле информација дека езерскиот брег, крайбрежниот појас е зафатен со некаква бела материја и дека таму се шири смрдеа на хемикалии. Каква е состојбата на лице место? Значи, моментално се јавуваме од зоната на смртта или од местото на смртта Велешкото езеро Младост. Гледката се менува од час во час, од минута во минута, од недела во недела. Сведоци сме на бела аморфна пивтеста маса или бела пена, бидејќи во недостаток моментално на експерти да дојдат на лице место, мораме да опишуваме како гледаме. Значи, ненормален, неподнослив мирис на амонијак, уште на асфалтниот пат, кога ќе излезете со возилото на прва плажа, се чувствува мирисот на хемикалија, кој што нас не подсетува на амонијакот, кој што инако е продукт на разградување. Така што, ова што го затекнуваме е најдоминантно во овој дел на плажата. Се наоѓаме некаде пред првата плажа на Велешкото езеро Младост, каде што во должина од некаде 30 на 40 метри, во широчина од околу 3,5 метри се наоѓа оваа бела, непозната аморфна пивтеста маса или пена, заедно пропратена со мирис на амонијак, а таму во далечината, не знам колку ќе може да го видат гледачите, е видно промената и бојата на езерото, воранот на браната, воранот околу мотелите, значи тој дел, северниот дел на езерото Младост, е со видно промената боја и тоа се забележува од асфалтниот пат, така што моментално чекаме увид да изврши Државниот еколошки инспекторат, кој што е информиран пред половина час. Можете ли да ми ја опишете каков е изгледот на бојата на водата во овој момент? Значи, бојата на водата, кога тргнеме оваа бела маса, е слична на она кога цветаат алгите, точно. Значи има некоја бледо-зеленкаста или светло-зеленкаста боја која преминува во потемна зелена боја и се менува бојата како идеме кон брегот на малку потемни нијанси, што значи дека имаме некаде 3 нијанси и завршуваме со оваа бела пена тука која што се наоѓа во крајбрежниот појас, почнувајќи. Дали освен мирисот кој што или смрдеата, чувствувате можеби дека пече на носот, на устата, на очите? Дискретно има печење, првичното контакт се чувствуваше печење на очите, ама кога подолго време престојувате, тој ефект се губи, значи се соединуваме со ситуацијата овде, значи се навикнуваме, така што има и печење на очи, и органолептички, значи на грло се чувствува ако подолго престојувате тука покрај крајбрежјето на езеро Младост, и тоа е што вака првично можеме да го кажеме и да го забележиме во недостаток на експерти и стручни лица кои што ги очекуваме. Ви благодарам.